Кон крајот на 90-тите години од минатиот век во Охрид се појавија неколку групи млади луѓе, најчесто средношколци, кои низ градот започнаа да представуваат еден поинаков начин на оставање пораки по јавните површини. До тогаш зидовите се користеле за политички пораки, искажување љубов, потпишување име и така натака. Овој пат се создаваа еден вид уметнички стилизирани пораки, визуелно обликуван одреден збор кој ги опишуваше моменталните чувства на авторите. Скоро сите дела беа создавани навечер, скришно, со многу возбуда. Иако во тој период се јави една своевидна експанзија на квантитет, со текот на годините се издиференцираа неколку вистински автори кои се истакнаа со квалитет. Се сеќава Владимир Т, еден од охридските автори кој својот печат го остави на неколку зидни површини во Охрид. Владимир Т раскажува како насекаде низ градот никнувале нови дела, нови обоени површини. Ова урбано движење својата кулминација ја доживеало кон средината на изминатата деценија, иако периодично се појавувале и нови дела. Тој објаснува дека во меѓувреме многу автори од други градови од Македонија и од странство оставиле свој белег по градските ѕидови, збогатувајќи го шаренилото, а се случил и еден своевиден преседан, така наречени увезени графити, кога една градежна компанија донела бетонски оградни блокови кои биле исцртани со графити. Пред неколку години кај нас и законски се забранија графитите. Имено според член 17 од Законот за јавна чистота на јавни објекти и на колективни индивидуални стамбени и деловни објекти забрането е испишување графити, поставување светлечки реклами и видео билборди како и лепење плакати. Владимир Т вели дека најголемиот број од локалните автори кои беа предводници на експанзијата на овој вид уметнички обликувани графити денес не живее во Охрид. Скоро сите се уметници или дизајнери. Тој објаснува дека постои и помлада генерација импресионирана од работата на нивните претходници, меѓутоа не толку активна и не толку добра. Според некогашниот автор, со текот на годините се чини како да се намалува интересот за овој начин на изразување. Дали нема вистински луѓе кои би го практикувале овој начин на изразување, дали постои страф од санкции или причината е трета, тешко е да се каже, вели Владимир Т и се надоврзува со прашањето: дали графитите, нивниот подем и најуспешни дела беа поврзани само со една генерација, со оние кои го започнаа тоа движење. Градот е се уште една голема галерија на отворено. Многу од графитите уште стојат на ѕидовите каде се нацртани, уште повеќе се избришани, но таква е судбината на овој вид изразување. Веќе наредниот ден може да биде избришана или прекриена, се сеќава охридскиот уметник.